Ukupno glasa 68 pratenici. Сепак на интернет страницата на собранието пишува дека за гласале 67 пратеници наместо како што првично беше кажано 68, а ако се избројат поединечно гласовите, излегува дека гласале 61. Од собранието за сега нема одговор на што се должи оваа разлика. При гласањето партнерот во владеачката коалиција ЛДП даде поддршка на францускиот предлог, додека воопшто не гласаа пратениците Павле Трајанов од Демократски сојуз и Маја Морачанин од Дом. По гласањето собранискиот спикер ги прочита заклучоците што добија зелено светло од пратениците. Се задолжува владата на Република Северна Македонија да го информира собранието на Република Северна Македонија за конечно усогласената и усвоена преговарачка рамка и другите документи кои ги усвоила Советот на Европската унија, како и редовно и континуирано да го информира собранието за текот на пристапните преговори, вклучително и процесот на скрининг. Непосредно пред гласањето по емотивниот говор на пратеничката Дафина Стојановска, пратениците на ВМРО ДПМН ги фрлија во воздух документите со заклучоците и демонстративно ја напуштија седницата заедно со неколку пратеници од опозицијата. Тек предстојат други процедури и постапки до крајот на процесот за полноправно членство на Европска унија. Вжештена атмосфера му претходеше на гласањето. Навреди, псовки, клетви летаа на сите страни. Пратениците на ВМРО ДПМН се обидоа да апелираат до пратениците од владеачката коалиција, македонци и албанци, во последен момент да се предомислат и да гласаат против. Ги обвинија дека на овој начин го потцениле македонскиот народ, кој никогаш нема да им прости за овој потек. Сметаат дека вакво понижување не смееше да се случи, да се преговара за ревизија на историјата и да се погазат жртвите на борците за слобода. Денешното гласање го нарекоа триумф на бугарската политика, која тврди дека еден ист народ бугарскиот живее во две различни држави, но зборува на ист јазик. Кога почнав уште како средношколец да се занимавам со јавна работа, а од мојата 20 година и со политика, ни на крај памет не ми беше дека во Македонското собрание владеачката структура и владеачката коалиција, значи доминантна структура, ќе зборува за тоа дека треба да ја ретушираме историјата, дека треба да ги изгазиме гробовите на предците, дека треба да им поплукаме на сиот, на сета жртва, на сите маки кои што ги виделе. Зошто? За уште некој ден власт, за уште 5 тендери во Рег Битола, за уште 10 местенки на едно или друго место, за стотина вработувања кои што ќе се поделат на една или друга позиција, за фин одмор на кој што веројатно ќе одите во текот на месец август и каде што кога ќе седите на плажа ќе се велите добро направивме, а длабоко во себе мислам дека и вие знаете што правите. Излагањето на пратеничката Снежана Калеска-Ванчева од СРСМ беше проследено со пискотници од вувузели. Таа се обиде да ја убеди опозицијата да даде зелено светло за земјата да тргнала напред. Јас сакам да градам мостови за мене, за моите деца, за моите внуци, за моите граѓани. Мојата партија, овие пратеници овде го сакаат тоа. Жал ми е што не го сакате вие тоа. Пратениците на ВМРО ДПМН ја обвинија СРСМ за бугаризам и асимилација на народот, се со цел, како што рекоа, да се задржат уште кратко на власт и да не се борат против криминалот и корупцијата. Идентитет на еден народ е неговиот јазик, историја и неговата култура. Сето тоа со ова француски предлог, односно со овој бугарски предлог, кој што го прифатиле Заев и неговиот потрчко таче и свитава околу него, заминува во неповрат. Но што и да очекуваме од незналици, од луѓе без чувство на припадност. Пратеничката Емилија Рамбабова од СРСМ, трудејки се да ги надвига свирежите, порача дека од меѓународниот фактор добиле само поддршка и охрабрување за влез во Унијата со чист македонски јазик, идентитет и културни особености. Гласам за, затоа што на нас ни е должност да обезбедиме подобра иднина за младите во државата. И на крај, времето ќе покаже
može, koji ovde бил патриот, а кој предавник. Дебатата и гласањето во собранието беше проследено од странски новинари и под будното око на евроамбасадорот Дейвид Гир.